Господине Ковачевски, ви благодарам за можноста за интервју за Мија. Најнапред да почнеме со изборите. Како се одвиваат подготовките на партијата за предстојните избори во поглед на кампања, организација и програма? Најпрво ви благодарам на вас за можноста да бидам дел од ова интервју на Мија и ви благодарам за тоа што не посетите тука во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јас неколку пати имам кажано дека е најактивната партија во државата и во моментов подготовките се одвиваат од страна на партиските органи и од страна на Централниот републички изборен штаб во однос на сите аспекти на подготовка на кампањата. Вие знаете дека ние оперативните активности и средбите со граѓаните ги започнавме многу порано, уште во декември 2022 година, со кампањата Силно и одлучно, на која што разговаравме за оно што го преземаме како економски мерки и за оно што го преземаме во однос на обезбедување на европска иднина на државата преку отпочнување на преговорите со Европската унија. Подоцна продолживме со уште една кампања и тоа директни средби со граѓаните во местните организации низ државата, остварена преку сите носители на функции од нашата партија, Силно и одлучно, на која што можеме да разговараме конкретно за антикризните мерки кои што владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и мене како председател на владата, ги преземаше во текот на најкризните месеци предизвикани од војната во Украина. Подоцна продолживме со уште една кампања која што се однесуваше на споделување на она што е постигнато од аспект на програмата која што имавме на изборите во 2020 година, резултати сега, и каде што преку членови на комисиите, меѓутоа и преку представници на невладиниот сектор, преку представници на експертската јавност, исто така можевме да споделиме што во различни области имаме направено. Во текот на изминатите месеци, комисиите, 18 комисии на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беа екипирани со би рекол некаде околу 200 експерти кои што не се сите членови на партијата, меѓутоа кои што делат исти вредности со нас и кои што работат на новата изборна програма за изборите во 2024 до 2028 година, програма која ќе биде многу конкретна, програма која што ќе содржи конкретни мерки, исто како што содржеше и во 2020 година, и програма која што пред се се грижи за економската благосостојба на граѓаните, за унапредување на општествените процеси и секако за продолжување и заокружување на процесот на европски интеграции. Од аспект на процедурата за кандидирање, веќе влегува во својата финална фаза. Општинските организации веќе ја завршија својата работа и местните организации во делот на предлагање на можни кандидати за председател и предлагање на можни кандидати за пратеници. Сега веќе сите предлози се доставени до Централниот одбор, односно до организацијскиот секретар на партијата, и веќе ќе започнат состаноците на раководството на извршниот одбор на кој што ќе почнат да се дефинираат и кандидатот за председател и кандидатите за пратеници. Кога сме кај кандидатот за председател, колку кандидати за председател се влезени во потесниот круг и кога ќе го објавите неговото или незиното име? Процедурата е многу јасна кај нас и таа предвидува, како што веќе кажав, и сум кажал во повеќе наврати, предлагање од основните организации, организациони единици, значи од местните организации на можните кандидати. Можам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија навистина располага со еден голем кадровски потенцијал и затоа и беа предложени поголем број на кандидати, меѓу кои што е и актуелниот председател господинот Пендаровски, меѓутоа и бивши председатели на партијата, бивши председатели на државата, бивши секретари на партијата и видни истакнати членови на нашата заедница, како на пример поранешни истакнати суди и така натаму, кои што сите се, би рекол, луѓе кои што навистина заслужуваат почит и кои што заслужуваат да бидат контактирани и да бидат прашани дали би сакале да бидат дел од кампањата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во секој случај, ние многу јасно знаеме каков ќе биде профилот на председателот, кандидатот за председател и иден председател на државата. Тоа е кандидат кој што ќе дели европски вредности, кој што ќе се залага за окружување на процесот на европски интеграции на државата до 2030 година, кој што нема да ги дели граѓаните по ниту еден основ
не само етнички, туку и по било која припадност на било кој граѓанин во нашата држава. И сметам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е единствена партија која што може да даде таков кандидат и се потврдило во минатото дека кандидатите кои што биле предложени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а кои што станале председатели на државата, застапувале токму такви вредности. Не би сакал во моментов да истакнувам ниту еден кандидат, со оглед на тоа дека тоа не е ниту статутарно, не е ниту етички од моја страна. Меѓутоа само ќе истакнам дека бидејќи најмногу прашања се вртат околу тоа дали председателот Пендаровски ќе оди за втор мандат, јас сметам дека тој одлично обавуваше својата функција во текот на изминатите 5 години, токму ги застапуваше вредностите кои што јас сега ги кажав, меѓутоа и кои што ги споделува нашата партија, вредностите кои што ги споделува и нашата коалиција, односно коалиционите партнери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние сме коалиција која што има најголем број на политички партии во неа и сметам дека исто така дека на тој начин ќе биде продолжена и политиката на добрососедски односи, политика на одлични меѓуетнички односи во државата и секако политиката на одлични односи со стратешките партнери со Соединетите Американски држави, Велика Британија и Европската унија. Точно ли е дека веќе имате договор со ДУИ да одите со своји кандидати за председател на изборите? Први ние ќе одиме со наш председателски кандидат на изборите. Значи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе има свој председателски кандидат на изборите. Тој председателски кандидат, веќе ви го кажав, профилот. Она што е значено е што тој ќе биде поддржан од голем број на наши коалициони партнери и како што кажавме при закажувањето на конгресите на Централниот одбор ги повикавме сите прогресивни политички сили, сите организации, невладини организации, поединци, институции кои што сакат да се приклучат на една таква прогресивна идеја да Северна Македонија после зачленувањето во НАТО и отпочнувањето на преговорите со Европската унија го заокружи процесот на членство во Европска унија, кој што членство не е само членство заради членството, туку е членство во Европска унија кое што значи подобра економија, кое што значи повисока социјална правда, кое што значи владење на демократија, слобода на медиуми, дека можат да ни се приклучат. Дали тоа ќе го направат сите политички партии или некои нема да го направат, тоа зависи од одлуките на самите политички партии. Меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на крајот на февруари или на самиот почеток на март ќе има конгрес на кој што ќе биде утврден председателскиот кандидат. А дали на парламентарните избори ќе имате заеднички листи или се уште разговарате за тоа? Гледайте, ние на парламентарните избори ќе имаме заеднички листи со нашите коалициони партнери. Значи, наши коалициони партнери и според убедување, и според вредности, и според политички програми се Либерално-демократската партија, ДОМ, партијата на пензионерите, кои што се или центар или лево политички партии, кои што имаат многу јасна визија за државата во делот на економскиот развој, во делот на социјалата, во делот на грижата за младите, во делот на интеграцијата во евроатлантските асоциации и дали ќе се приклучат на тие листи и други политички партии се однесува исто како и за председателот на државата, доколку оценат дека ги делат тие вредности, тогаш тие сигурно дека ќе се приклучат. Доколку оценат дека треба да настапат на изборите сами, тогаш тоа ќе биде нивна одлука. Меѓутоа историјата, 32 години на историјата, современата историја на Република Македонија и Република Северна Македонија потврдуваат едно сигурно, дека без Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не постои Европска Македонија. Вие погледнете ги сите одлуки кои што се носени во овие изминати 32 години, од обезбедувањето на независноста, кое што го предводеше председателот на државата Киро Глигоров, кој што има 001 членска книшка во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пактот за стабилизација и асоциација, добивањето на кандидатскиот статус, потоа зачленувањето во НАТО, отпочнувањето на преговорите со Европската унија, се е тоа резултат на работа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, председатели и премиери од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и секако членови на влада и институции од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тука би ги вклучил и нашите коалициони партнери кои што веќе ги спомнав, така да тие сигурно ќе бидат оние кои што ќе бидат стожерот на една прогресивна идеја и прогресивна програма која што ќе биде предложена на
претседателските и на парламентарните избори. Другите политички партии на кои што алудирате во делот на приклучување кон заедничките листи, тие можеби ќе бидат дел од заедничките листи, можеби ќе бидат и сами на изборите, бидејќи тие во минатото биле во коалиции со партии кои што не направиле 1 милиметар за европските интеграции на државата. Ние да не заборавиме, ние сме во моментов во владина коалиција, која што се грижи за продолжување на европскиот пат на државата, за унапредување на процесите. Меѓутоа да не заборавиме дека во таа коалиција има политички партии кои што цела декада биле во коалиција со ВМРО ДПМН, кога бевме охарактеризирани како заробена држава. И затоа одлуката е секогаш на политичките партии во какви коалиции ќе влезат и дали ќе настапуваат сами на изборите. За Европскиот фронт, за кого се отворени вратите, а со кого нема да коалицират? Вратите се отворени за секоја политичка партија, невладина организација, институција, поединец, кои што ги делат вредностите за членување на Северна Македонија во Европската унија, за исполнување на обврските како членка на НАТО, за градење на добрососедски односи со сите наши соседи, за градење на општество во кое секој поединец ќе може да го изрази својот поединечен став или мислење без разлика на неговата припадност и тоа да биде почитувано. И тоа се основните вредности кои што треба да ги имаат оние кои што се дел од нашата коалиција. Меѓутоа политички партии бидејќи прашувате и кој не може да биде, секако дека политички партии кои што се за некакви алтернативни решенија, а не за членување во Европската унија, бидејќи гледајте во Северна Македонија имаме два концепти. Едниот е за Европска Македонија и другиот е за изолација. Вие имате претседатели на политички партии кои велат дека 100 години нема да влеземе во Европската унија, ако треба и никогаш. Имате политичка партија чиј што претседателски кандидат излегува и вели дека треба да се поништи нашето зачленување во НАТО. Да се одржуваат поблиски односи со Кина, отколку со Европска унија. Стратешкиот интерес на граѓаните, желбата на граѓаните, економската поврзаност на нашето општество е со Европската унија. Значи нашиот извоз и увоз над 60% се со Европската унија. Нашите инвестиции над 70% странските инвестиции доаѓаат од земјите членки на Европската унија. Па на крајот и нашите граѓани кои што одат да работат во странство, одат да работат во земјите членки на Европската унија, тие не одат да работат во Кина, во Русија или во не знам какви други сателит држави на Русија. Тие одат во Европска унија. Зошто? Бидејќи во Европската унија има економски напредок, има социјална правда и има врвно владење на демократијата и правото. Дали можеби би коалицирале со Максим Димитриевски или со Стефчо Јакимовски? Па гледайте, Максим Димитриевски е долгогодишен поранешен член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој во текот на своето политичко делување одлучи да формира своја политичка партија. На минатите локални избори во градот Куманово тој беше поддржан од опозицијата на државно ниво, односно од ВМРО ДПМН и од некои други политички партии, и на тој начин успеа да го добие мандатот за градоначалник, односно да извојува победа за градоначалник и после тоа формираше своја политичка партија. Не би можел во моментов да ви кажам во делот на коалицирањето со политичката партија која што ја предводи градоначалникот на Куманово или со други политички партии со кои што не сме коалицирале, со оглед на тоа дека тие во своите настапи сакаат да направат диференцијација од тоа што биле цел живот. И има една работа, знаете на што ме потсетува тоа, кога вие својата кампања ја базирате на тоа да бидете против своите. Имало такви искуства и во минатото, политички партии кои што произлегувале од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, меѓутоа на крајот пак завршувале или во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде што им било и местото, или во коалиции со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Има една анегдота која што ја кажува поранешниот претседател на Соединетите Американски држави Роналд Реган. Имало некој човек кој што сонувал постојано број 5.
и секоја вечер сонувал број 5, а бил при тоа и страствен љубител на обложување на трки со коњи. И тргнувајќи од фактот дека сонувал број 5 цело време, вели петка е сигурно среќен број за мене. И отишол на една од трките кај што живеел во Соединетите Американски држави. И сите пари кои што ги имал ги ставил на трка број 5, на коњот и џокеот во стаза 5, па и коњот се викал 5 по 5. И на крајот вложил се и коњот нормално завршил на 5-то место. Така да отприлика така завршуваат тие ситуации во кои што човек се клади против своите. Така да видиме како ќе биде изборите. Господине Ковачевски, за сагата со промената на документите на граѓаните, дали тоа е последица на неажурност? Еве веќе има и најави дека ќе се поднесуваат кривични пријави од опозицијските партии. Дали сето тоа можеше на некој начин поинаку да се изведе? Дали никој ќе понесе одговорност? Прво, ќе тргнам од тоа што, веројатно не многу луѓе би го кажале, меѓутоа ја често го кажувам, секогаш може подобро, секогаш може поорганизирано. Меѓутоа треба да им се погледне, да се погледнат и фактите. Прво, овие кривични пријави кои што се најавуваат, јас ги гледам единствено во функција на изборите и на ништо друго, бидејќи не се базирани на факти. Се излегува на телевизија и се кажува овој ќе добие кривична пријава заради тоа и тоа. Јас би сакал малку да споделам одредени факти со вас, кои што се достапни и кои што можете да ги добиете од било кого во Министерството за внатрешни работи. А тоа е дека во менувањето на документите, кој што менување произлегува од договорот подпишан со Република Грција, со кој што се става крај на преговорите и на разликите околу името, кои што почнаа со резолуцијата на Обединетите нации во 1993 година и посредништво на Метју Нимиц, се вклучени поголем број на институции. Тоа не е процес на еден човек, па за да еден човек биде окривен за се што се случувало во текот на изминатите години, туку е процес во кој што биле вклучени повеќе институции. Она што е важно е дека не треба со популистички изјави да се подгрева револт кај граѓаните, туку треба да се работи на системски начин, да овој процес се заврши, без разлика кој е министер. Ние сега имаме министер за внатрешни работи, кој што е предложен од ВМРО ДПМН, тој работи во полн капацитет. Вие гледате дека јас не давам квалификации на тоа кој како ја работи својата работа, бидејќи треба да работи на законит начин, согласно со процедурите. Ние како партија и нашата пратеничка група предложивме продолжување на рокот на важењето на возачките дозволи и на сообраќајните дозволи за внатре во државата, со оглед на тоа дека се работи за документи со кои што се функционира внатре во државата. Меѓутоа, патните исправи, па и делот од овие исправи кои што се однесуваат на патниот сообраќај, треба да се користат за во странство. И зависно од државата, каде што преминувате, различен е и третманот на приемот на тие документи. Еве гледате, имаме граѓани кои што патуваат во Грција, тие со документи со старото име нема да можат да влезат. Има држави, например во Албанија или во Косово, каде што може да се влезе. Има други држави во кои што не може да се влезе и затоа велам дека ние овој процес треба да го завршиме. Бидејќи преку овој процес практично, односно преку тие одлуки и преку тие закони за имплементација на договорот со Грција, ние станавме земја членка на НАТО. Видовме колку е значајно да одредена држава биде земја членка на НАТО, посебно во услови на војна на европскиот континент. И исто така успеавме да ги отпочнеме преговорите со Европската унија. И затоа сметам дека исто така не треба веќе да се подгреба кај граѓаните, бидејќи се покажа како лажно она што го правеше ВМРО ДПМН, штом ќе дојдеме на власт, ние ќе го вратиме старото име. Гледате дека ништо не вратија. Тоа сигурно влијаело и кај граѓаните, и чекај сега зошто ќе менјаме документи, пошто овие кога ќе дојдат, ќе го врателе старото име. Гледате дека имаат сега министри во владата, нема ништо од враќање на старото име. Си се сликаат пред табли со Република Северна Македонија, одржуваат контакти со амбасадори кои што доаѓаат од Република Грција, така да треба да искочат и да кажат све што сме кажале во изминатите веќе од 2019 до денес се 5 години, сме лажеле.
Бидејќи тие го лажеле народот дека во моментот кога ќе влезат во влада, ќе го вратат старото уставно име на државата. А да тоа беше целата нивна кампања. Таму нема економска програма, таму нема социјална програма, таму единствено има како да има кавга со Грција и како да има кавга со Бугарија и како да има кавга со другите етнички заедници во државата. Тоа е програмата на ВМРО ДПМН, е подгребање на национализам, гол популизам и на тоа завршува. Кога сме веќе кај опозицијата ве обвинува дека власта сте ја отстапиле на ДУИ, односно голем број на раководни позиции во институциите им припаѓаат ним. Дали може би ова ќе ве чини на изборите? Видите, прво тоа не е точно. И ќе ви кажам зошто не е точно. Погледнете го бројот на министри на ДУИ во владата која што јас сум ја предводел. Погледнете го бројот на министри на ДУИ во влада која што ја предводело ВМРО ДПМН во тек на 11 години. Истиот број. Проблемот е што ВМРО ДПМН сака сите албанци да ги представи како ДУИ, што не е точно. Министерот за здравство, министерот за информатичко општество, претходно министерот без ресор за односи со диаспората, тие не беа од ДУИ. Второ, ако го погледнете бројот на институции кои што се предводени од ДУИ, исто така тој не е поголем број. Меѓутоа, се сака да се направи равенство помеѓу партијата ДУИ, албанци и дека нешто не функционира. Тоа е тезата која што 2 години, а интензивно во последната година ја вергла партијата ВМРО ДПМН, при тоа седејќи во коалиција во Тетово со партијата БЕСА. Истата партија, чишто градоначалник, односно председател, се слика со знаме на голема Албанија, каде што се пуштаат песни со единствена иконографија Албанија и они на тоа не реагираат. Значи, кога е со нив, е во ред. Кога не е со нив, не е во ред. Ај сега ќе ги прашам друго. Во градот Скопје, кој ги поставува директорите? Кои што се албанци? ДУИ или ВМРО ДПМН? Таму апсолутно мнозинство има ВМРО ДПМН и има градоначалник избран од ВМРО ДПМН кој што сега стана председател на друга политичка партија. Значи тоа се решенија на ВМРО ДПМН, па тие имаат над 1000 луѓе во управните одбори и во надзорните одбори на јавните предпријатија, училиштата и така натаму во Скопје. ВМРО ДПМН и градот Скопје не функционира. И сега таму ли е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија крив? Ние ли сме ги ставиле тие кои што се директори албанци? ДУИ ли се тие? Или се од некои други политички партии со кои што они си имаат некакви односи и ги кријат односите? Значи, знаете како не е фер пред граѓаните тоа да се прави. Бидејќи тоа предизвикува подоцна нарушување на меѓуетничките односи. Ние за прв пат после 7 години, еве погледнете ги извештаите на ЈСП, за прв пат во делот од автобусите имаме конфликти помеѓу патниците во градските автобуси на етничка основа. Знаете само што е променето во тие 7 години? Што ВМРО ДПМН дојде на власт, на локална власт и сега има министри во владата. Тоа се две промени. Имате ВМРО ДПМН во власт, немате европска иднина, немате добри односи со соседите и веднаш имате нарушени меѓуетнички односи во државата. Тоа имате. И тоа сега сите граѓани можат да го видат. Господине Ковачевски, Албин Курти ви беше гостин минатиот викенд, богами на албанската опозиција. Дали му кажавте дека се меша во внатрешните работи на Македонија? Да, председателот на Ветвендосија беше во Скопје и беше на покана од Фридрих Еберт фондацијата, која што во коорганизација со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија организираше состанок, средба на председатели, секретари или подпредседатели на социјалистичките и социјалдемократските партии од регионот, членки на партијата на европски социјалисти и на СНД групацијата во Европа. Подпредседател на партијата на европски социјалисти во Брисел е Радмила Шекеринска, нашата поранешна председателка на партијата, и таа исто така беше дел од оваа средба. Председателот на самоопределување Албин Курти и премиер на Косово беше дел од дискусиите на кои што практично гостин беше и председателот на Социјалдемократската партија на Германија за прв пат и во државата, меѓутоа и во нашата партија, тоа не се случило до сега,
на која што разговаравме за социјалдемократските политики во светло на перспективите на Западниот Балкан за зачленување во Европската унија. Беа навистина многу важни дискусии, можеше да се слушнаат различни мислења и различни аспекти на процесот, зависно од тоа дали партијата која што е членка на ПЕС од одредена земја е на власт или од опозиција. Меѓутоа, сите бевме согласни дека иднината, без исклучок, дека иднината на регионот е во Европската унија, дека иднината на регионот е во безбедносните структури дел од Европа, во стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и со Велика Британија. Господина Ковачевски, што во вашето владење како премиер ќе го оцените како успех, а што како неуспех? Па гледайте, јас морам да кажам, и тоа го кажав и на последниот состанок на владата, која што ја предводев, е дека сите членови на владата, и јас вклучително, можеме да бидеме горди на она што го направивме во 2 години и 1 месец колку што функционираше оваа политичка влада. Имавте турбулентен период, енергетска криза, баш ве фати во тој период. Ние бевме влада која што работеше во време на најголемата енергетска криза во Европа, во година на војна, прва војна од толку голем интензитет после Втората светска војна, и во мандат кој што дојде практично и со корона кризата во првиот дел од првите 6 месеци од мандатот, потоа дојде војната во Украина веднаш после 2 месеци, енергетската криза, енормната инфлација во Европа и во светот, и ние моравме да се соочиме со сите тие предизвици и да ги решиме. И зошто можам и јас да бидам горд, и членовите на владата, кои што работеа во таа влада и кои што доминантно се и сега дел од техничката влада, прво успеавме да ги зголемиме платите и пензиите, бидејќи тоа беше значено заради одржување на економската кондиција на граѓаните. Минималната плата е зголемена за 130% во однос на она што беше во времето на ВМРО-ДПМН, за 130%. Значи до 2016 година минималната плата беше 8.000 денари, сега минималната плата е 22.000 денари. Потоа просечната плата е зголемена не на 500 евра колку што беше според програмата на владата и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, туку на 630 евра пред време. Тоа значи дополнителни финансиски средства кај сите граѓани. Невработеноста од 24% е намалена на 12,8%. Странските директни инвестиции од 356 милиони евра колку што изнесуваа во 2016 година на годишно ниво, во време на криза 735 милиони евра. Кога сите предвидуваа крах на енергетскиот систем, ние успеавме да обезбедиме електрична енергија, и тоа е електрична енергија со 90% субвенција од државата, бидејќи граѓаните, доколку не беше таа субвенција, изголеменото производство на електрична енергија ќе плаќаа 90% повисоки сметки од тоа што плаќаа. На првиот ден од мандатот, кога јас дојдов за председател на владата, Скопје немаше парно. Успеавме да обезбедиме парно грејење за 65.000 граѓани во Скопје. Во делот на пензиите ги зголемивме за 50%. Значи денеска просечната пензија е за 6.400 денари поголема од тоа што беше во времето на ВМРО-ДПМН. Исто така воведовме социјална пензија за оние кои што не остваруваа право на пензија. Сега и тие имаат можност. И исто така успеавме и кај минималната плата, и кај пензиите да воспоставиме системска методологија преку законско решение со кој што независно од политичка волја, од тоа дали има избори или нема, пензиите и минималната плата ќе раснат секоја година, согласно со законските решенија, 50% со порастот на трошоците и 50% со порастот на просечната плата. И тоа е нешто што постави стандарди во нашето општество, дека не може да биде се популизам. Јас инсистирав да овие решенија бидат донесени во неизборна година. Бидејќи што се случуваше во минатото. Јас се сеќавам, и вие се сеќавате, и граѓаните се сеќаваат. Пензиите се зголемуваа само пред избори. 500 денари пред едни избори, 600 денари пред други избори, 500 денари пред трети избори. И на крај пензиите беа многу помали. Некој тоа го споредува со инфлацијата. И тоа не е точно. Минималната плата е зголемена 130%. Инфлацијата беше 20% го достигна својот пик, исто како во Европа на крајот на минатата година. Сега
веќе трети месец поред инфлацијата е на 3,2%, споредено со минатата година. А тоа го направивме благодарение на антикризните мерки кои што ги направивме во делот на ограничувањето на цените. Бидејќи да не заборавиме дека Министерството за економија и владата донесовме одлуки со кои што ги ограничивме цените на основните прехранбени производи. Обезбедивме субвенционирана електрична енергија за сите индустрии кои што работат во делот на прехранбената индустрија. Кај земјоделието направивме историска реформа на субвенциите. Сега земјоделците добиваат авансно субвенции, значи за прв пат добија 30% од субвенцијата авансно на крајот од минатата година, сите земјоделци во државата. 100% е зголемено зелената нафта која што ја добиваат по хектар, таа веќе дојде на 9600 денари по хектар за земјоделците за обработка, значи од државата добиваат нафта и сега субвенциите ги добиваат вистинските земјоделци. Ако во минатото ги добиваа од државни службеници, до обработени во МВР, до обработени во влада, сега со реформите кои што се направени согласно со европските стандарди, имаме субвенции авансно исплатени со историски највисоки износи за вистинските земјоделци. Ова е само дел од она што е направено во овие изминати 2 години, меѓутоа можеме да бидеме горди на тоа што го направивме и да не заборавиме, после 17 години чекање, отпочнавме преговори со Европската Унија. Од заробена држава, Северна Македонија денес е демократска држава. Ние бевме според слободата на медиумите 138 место во светот. Денес сме 38 место во светот. Тоа е благодарение на заложбите на владата, на заложбите на политичките партии во владата, медиумите да бидат слободни. Порано вести им редеа. Самите се срамат кога ќе им го кажам тоа по овие телевизии што идат. Не го коментираат, зашто знаат дека е така. Сега никој не им се јавува какво прашање ќе постават или нема да постават. И ова се стандарди од кои што нема бегање во иднината. И во борбата со криминалот и корупцијата исто така е направен исчекор и тоа е потврдено од Transparency International, бидејќи за една година Македонија напредуваше 9 места на скалата на земји во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Тоа значи откривачката дејност на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа веројатно и судовите почнале по интензивно и обвинителството да ги работат случаите. И ние тоа го потврдивме преку брзо откривање на оние кои што беа случаи кои што ја преокупираа најмногу јавноста од она грозоморно убиство кое што се случи во текот на изминатиот период и веднаш идентификување на сторителите, барање за нивна екстрадиција, се до отпочнување за прв пат во историјата на Македонија на случајот на онкологија, каде што и обвинителството и судот можат независно да работат во делот на откривање на лицата кои што тоа го направиле, бидејќи конечно мора да се идентификува кој го прекршил законот. Бидејќи ние не можеме да живееме уште во времето на ОЗНА и на УДБА и така натаму, каде што врз основа на бланкетни одредби се окривува некој, а не знаете зашто го окривувате. Точно треба да се знае кој зашто се обвинува и кој што има прекршено во делот на одреден закон. Кажете ми, во што ќе се разликува новата програма на СДСМ од досегашната? Каде ќе ги акцентирате промените во однос на подобрување на стандардот? Дете, ние докажавме преку се она што ви го кажав досега дека водиме социјалдемократска политика. Социјалдемократска политика значи да се биде солидарен. Социјалдемократска политика значи дека луѓето треба да се третираат еднакви пред законите, дека треба да се работи на прогресивни политики кои што го унапредуваат секое поле на општеството, и таква ќе биде и идната програма. Веќе ви кажав дека на неа работат 18 партиски комисии кои што имаат 200 експерти во своите области. Таа ќе биде конкретна. Таа ќе значи продолжување на зголемувањето на минималната плата. Програмата ќе значи продолжување на зголемување на просечната плата, продолжување на зголемување на работните места, на странските инвестиции, продолжување на енергетската трансформација, бидејќи да не заборавиме дека во мандатот на владата која што јас ја предводев, имаме најголемо инвестирање и најмногу обновливи извори на енергија кои што денес произведуваат електрична енергија. Ако до 2016 година во владата на ДПМН
имало 16 мегавати инсталирани обновливи извори на енергија, само за 2 години во мандатот на мојата влада имаше 100 мегавати. Тоа е повеќе од капацитетот на РЕК Битола. 170.000 семејства може да се снабдуваат со електрична енергија. Благодарение на тоа, ние денес имаме повторно ефтина тарифа на струјата во текот на дневните часови, каде што граѓаните можат да заштедат и до 1000 денари на електрична енергија месечно. Значи, програмата ќе биде продолжување исто така и на конкретни активности за полноправно зачленување во Европската унија. Програма која што ќе обезбеди еднаквост на граѓаните, каде што општеството ќе биде еднакво за сите да можат да ги искористат своите лични и професионални капацитети и да напредуваат во својата лична и професионална кариера. Програмата ќе има решенија кои што се однесуваат и на реформи на јавната администрација, бидејќи мислам дека е дојдено време на комплетна професионализација на јавната администрација. Сметам дека времето на балансери, времето на тоа дека кога етничка припадност беше професија е завршено, бидејќи граѓаните очекуваат врвни услуги. Ние денес живееме во време кога се дојдени нови генерации, кои што сакаат брзо и веднаш решавање на нивните проблеми и на услугите кои што ги бараат од државните институции. Тука мислам на вадење на елементарни документи од матични книги па до одредени по-софистицирани услуги кои што ги добиваат од катастар до централен регистар и така натаму. Процес на дигитализација, бидејќи тоа е процес кој што обезбедува ефикасност, процес кој што го намалува човечкиот фактор и процес кој што ја намалува корупцијата, унапредување на владењето на правото, во делот на независноста на судството, меѓутоа и на отчетноста и на судството и на обвинителството, и секако програма која што ќе значи Македонија, земја членка на Европска унија до 2030 година, завршување на преговорите до 2028 година и процес на ратификација од 2028 до 2030 година и да имаме, како што државата стана земја членка на НАТО, да стане земја членка и на Европската унија. Јас само би се обратил на скептиците, кои што се истите, кои велеа дека никогаш Македонија нема да стане земја членка на НАТО, и исто велат дека државата нема да стане земја членка на Европска унија, би им пратил порака, исто како што Северна Македонија стана земја членка на НАТО, така Северна Македонија ќе стане земја членка на Европска унија. А ќе спречите ли одлив на квалитетни кадри? Одливот на квалитетни кадри е нешто што го има секоја земја во транзиција. Значи, вие погледнете ги, сите земји во регионот се соочуваат со истиот проблем. Зошто? Затоа што младите одат таму каде што можат подобро и повеќе да го валоризираат своето знаење и труд. А што е таа валоризација? Поголема плата. Каде одат младите? Младите одат во земји во кои што минималната плата и просечната плата се поголеми и каде што има повеќе работни места. Кои се тие земји? Тоа се земји членки на Европската унија или Соединетите американски држави или земји како што е Велика Британија и најразвиените земји од Комонвелтот, а тоа е Австралија и Канада. Таму одат нашите млади, па би рекол и понекогаш повозрастни граѓани. Погледнете ги Бугарија, Чешка, Словачка, Полска, Унгарија. Тоа се земји кои што беа дел од источниот лагер. Погледнете Албанија. Исто земја која што беше како Северна Кореја на Балканот во времето на Енвер Хоџа, сега имаме политичка партија која што се клања на гробот на Енвер Хоџа. И што е тоа што се случуваше кај нив? Истото што и кај нас. Нивните граѓани одеа да работат токму во овие земји. Зошто сега не одат? Затоа што нивните земји станаа земји членки на Европска унија. Таму веќе бруто домашниот производ е зголемен за 100%, тоа го кажа словенечката премиерка кај нас. Ние со Словенија и со Хрватска сме биле во иста држава. Тој бил стандардот. Најмногу младите сега во Словенија. А зошто одат во Словенија? Бидејќи Словенија е земја членка на Европска унија, што не оделе порано во Словенија. Кога сме биле во Југославија или кога Словенија не беше земја членка на Европска унија, што тогаш не одеа. Зошто одат во Хрватска? Што не одеа кога Хрватска не беше земја членка на Европска унија? Ние со Хрватска почнавме заедно во 2005 година. И кога требаше, и планот беше ние заедно да станеме земји членки на Европска унија. И во 2008 година, кога ние требаше да донесеме одлука за решавање на спорот со Грција, кој што е од 1993 година, Хрватска реши да се европеизира
и да држи состаноци во Брисел, а нашата власт тоа време, предводена од ВМРО ДПМН, реши да ја антиквизира државата и да не врати 2300 години назад. И што имаме денес? После 17 години, во 2022 година, ние ги започнуваме преговорите, а Хрватска станува дел од Шенген и воведува евро. Тоа ВМРО ДПМН му има направено на македонскиот народ. И кај оделе младите, поделе во Хрватска. Зашто? Затоа што Хрватска, место да се занимава со антиквизација, погледнете што го направија центарот на Скопје. Погледнете што е. Оделе Садар Македонски, Филип Македонски, Олимпија и така дале. Хрватска не го правеше тоа. Хрватска преговараше макотрпно со Европската унија, правеше реформи и влезе во Европската унија. И сега, зашто иделе нашите млади во Хрватска? Па затоа зашто има 30% повеќе фирми, затоа зашто има дупло зголемена плата, затоа што има скоро дупло зголемен бруто домашен производ. Затоа одат. Затоа одат и во Чешка. Вие во Прага било неразбирливо да најдете граѓани на Југославија, вклучително и на Македонија. Сега имате цели улици од наши граѓани. Зошто? Затоа што имаат економски напредок како дел од Европската унија. Така да тоа е иднината на Македонија, дел од Европска унија. Тогаш не само што ќе си работат тука нашите млади, тука и ќе почнат да доаѓаат од други држави кај нас, како што нашите одат во други држави. Тоа е иднината. Се друго е замајување на граѓаните, се друго е барање на алтернативи кои никој не може да ги објасни. Еве погледнете опозицијата, тие не може да ви објаснат алтернатива. Каде има алтернатива во нивната програма за економската политика на државата? Нема. За европската вика дајте ни вие власт, па ние ќе ви кажеме. Па 2008 година на аеродром председателот на ВМРО ДПМН вика ќе одиме на избори. Отиде на избори, он не им кажа на луѓето дека ќе ги антиквизира. Господине Ковачевски, да поразговараме за црните листи на Соединетите Американски држави. Новиот закон за рестриктивни мерки што треба да се донесе, дали ќе се применува во однос на конфискација на имот, симнување од функционерска позиција, чисти пресуди без корумпирани судии. Доколку ја освоите власта, колку од ова ќе можете да примените? Гледайте, прво, тој закон за рестриктивни мерки, ние веќе имаме закон за рестриктивни мерки, кој што се однесува на лица кои што се санкционирани согласно со правилата на Европската унија и на Обединетите нации. Но со оглед на тоа дека ние имаме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и исклучително партнерски односи со Велика Британија, интенцијата беше да се опфати и да се опфатат и одлуки кои што ги прават овие стратешки партнери на нашата држава. Во мандатот на мојата влада беше поднесено законско решение кое што беше комплетно усогласено со сите забелешки доставени од Министерството за правда и од другите засегнати страни и како такво беше испратено во собранието. Техничкиот премиерот нему познати причини реши да го врати. И што пратиле сега во собранието не знам. Треба да се провери. Меѓутоа, која е интенцијата? Интенцијата е не владата да стане орган кој што санкционира или кој што нешто прави во однос на постапки. Напротив, интенцијата е да владата го констатира тоа дека во држава стратешки партнер на Северна Македонија одредени лица, правни или физички, се санкционирани согласно со нивните закони и да тоа биде предадено на нашите правосудни и судски, значи обвинителски и судски органи. Значи исклучиво да биде согласно уставот и согласно законите на Република Северна Македонија, а не некој арбитрарно да одлучува. Значи тоа е интенцијата и сметам дека треба во таа насока да биде секое законско решение кое што ќе биде донесено. Каква кампања очекувате? Сите знаеме до сега за политичкиот наратив во предизборие. Која е вашата порака до политичките конкуренти во пресред на изборите, имајќи предвид дека црните кампањи и клеветења ќе бидат неизбежни во политичките блокови? Гледайте, ако некој бил предмет на црна кампања, тоа сум бил ја. 2 години од, како се вика, од овие што се структури блиски до опозицијата, ја не знам што све не направија веќе.
за да на крај да треба и антикорупцијска комисија да носи одлуки врз основа на анализи нормално дека се тоа е невистина. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе има позитивна кампања. Јас веќе ви кажав дека нашата програма ќе биде продолжување на зголемување на платите, зголемување на пензиите, намалување на инфлацијата, зголемување на странските инвестиции, продолжување на енергетската трансформација на државата, на енергетската независност, продолжување на зачленувањето во Европската унија, продолжување на реформите и сметам дека сите политички партии треба да имаат позитивна кампања. Гледайте, ние сме земја членка на НАТО. Ние сме земја која преговара со Европската унија и која што ќе стане земја членка на Европска унија. Колку тоа на некој да не му се допаѓа. Значи јас знам дека во опозицијата има политички партии и во македонската и во албанската опозиција. Има политички партии кои што, знаете, кои ќе им ги погледнете изјавите, па да видиме ние таму нешто ќе се преговарало дополнително, па ќе се видело во Брисел. Тоа е, знаете како утопија е тоа. И затоа велам дека треба секој да ги презентира своите политички ставови и граѓаните да можат низ едни мирни, демократски избори да одлучат за иднината на државата. Дали ќе изберат Европска Македонија или ќе изберат Македонија во изолација, која што сме ја гледале 11 години во државата. Заменик генералниот секретар на НАТО Мирчеа Джана кажа дека постои опасност од дезинформации и хибридни активности кај нас во пресрет на изборите. Очекувате ли регуларни избори, чисти избори и голем одзив на гласачите? Што се однесува до организацијата на изборите од институционален аспект, да, очекувам регуларни и демократски избори. За тоа ќе се погрижат и Државната изборна комисија и сите други институции кои што имаат и капацитет, сега зголемен и со представници на опозицијата, согласно со нашиот закон за техничка власт за спроведување на изборите. Но тоа што го кажуваат високите представници на НАТО во делот на странски мешања преку дезинформации, хибридни активности и така натаму, тоа е точно. Тоа е точно подолг временски период. Јас за тоа имам зборувано низ повеќе јавни настапи дека трети држави сакаат да влијаат на изборните процеси во Северна Македонија и не само во Северна Македонија, туку и во Црна Гора. Затоа што тоа се две држави кои што станаа земји членки на НАТО, а кои што некој сметаше дека треба да бидат држави во кои што има отворени прашања. И се уште имаме политички партии кои што сметаат дека треба да имаме отворени прашања ние со соседна Бугарија, со Грција, затоа што тие политички партии се финансирани од држави кои што сакаат да го имаат тоа. И тие дел од нив па него ни кријат. Дел од нив го кријат многу вешто, пошто финансирањето го прават преку трети држави. Јас располагам со многу информации, бидејќи како претседател на владата, меѓутоа и како носител на највисокото ниво на безбедносен сертификат на НАТО, такви безбедносни сертификати има два во државата, едниот го имам јас и едниот министерката за одбрана, Славјанка Петровска. Имаме информации кои што нормално дека не можеме да ги споделиме, со оглед на тоа дека се работи за информации од врвно ниво во однос на активности на групации, држави и поединци надвор и во државата. Така да тие што го прават немој да мислат дека не се знае. Сметам дека е добро што потпишавме во време на мандатот на мојата влада меморандум за соработка со Соединетите американски држави во делот на борбата со дезинформациите и лажните вести. Тоа значи дека преку соработка со САД ќе можеме да работиме на идентификување на изворите, на идентификување на начините на пренесување и на идентификување на поединци, групи и институции кои ги дисеминираат тие лажни информации и хибридни влијанија во нашата држава. Тоа ќе биде подлог процес. Меѓутоа, добро е што го отпочнавме процесот и добро е што на тоа веќе работат институциите и би испратила една порака, граѓаните се првиот филтер на лажните информации и на странските или било какви други влијанија кои не и сакаат добро на државата и треба да обрнуваат внимание на изворите од каде ги добиваат информациите, веродостојноста на информациите, бидејќи ние во нашата држава имаме медиуми кои што се регулирани согласно закон за медиуми, кои што се дел од есновските здруженија на медиумите, меѓутоа имате и други портали и така натаму измислени поединци по социјални мрежи кои што шират дезинформации и кои што шират лажни вести. Господине Ковачевски, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас.